Грчкиот остров Крф, Атина, Рим, Париз, Будимпешта, Будва се најбарени дестинации за време на великденските празници. Туристичките агенции понудија голем број аранжмани покрај за соседните земји и за подалечни дестинации. Цените варира во зависност дали се патува со авион или со автобус, но и до видот на сместувањето. Поевтините понуди вклучуваат 2 до 3 ноќевања во апартман, водич и превоз, кој најчесто е автобуски, додека поскапите аранжмани кои чинат над 250 евра се од 3 до 5 ноќевања во хотел, автобуски или авионски превоз, поедок и водич. Можам да кажам дека најбарани се дестинациите кои што имаат поинтересна традиција за Великден. Тоа е на пример островот Крф, каде што има традиција кршење ќупови, шетање на моштите на Свети Спиридон и од верски и од интересен аспект, да кажам, нешто ново на граѓаните, и секоја година е најголема побарувачката за таа дестинација. Меѓутоа не изостануваат и другите европски дестинации, како што се на пример Италија, Атина, Будва и подалечните нормално, меѓутоа се зависи од буџетот, цената, можностите на луѓето. Дел од граѓаните отпатува и во соседна Србија, за каде понудите со автобуски превоз се пристапни, а најбарани за Великден биле Белград и Нови Сад. За разлика од претходните години и годинава, зголемен бил интересот и за Хрватска. Цените се движат од 130, да кажеме, па до 400-500 евра, зависно од аранжманот. Еве заборев да напоменам, и Хрватска доста беше барана за овој период за Великден како интересна дестинација на море. Меѓутоа, во однос на цените, најчесто овие аранжмани великденските се за шетање. Па најголемиот дел се автобуски или авионски аранжман, повеќе доминираат автобуските од барањата од граѓаните, заради тоа што се поевтини, да кажеме, како дестинации. Автобуски аранжман, 2-3 ноќевања, зависно сега за Великден, заради тоа што имаше неги слободни денови доволно, со 3 ноќевања се и со појадок, а додека деновите ги користат во текот на денот да прошетаат и нормално во своја сопствена режија си ги организираат другите оброци. Голем дел од граѓаните во сопствена режија за Великден отпатуваа во соседна Грција. Најпосетени таму се туристичките локации кои најчесто се нудат и за летен одмор. Агенциите велат дека има и доста заинтересирани за пакет аранжманите кои ги подготвиле за престојните првомајски празници, но и државниот 24 мај, односно Свети Кирил и Методи.